Мерцедес, Ленд Ровер, Ауди А6 се дел од запленетите автомобили кои Агенцијата за одземен имот ги отстапила на државните институции за користење. За да не пропаднат и скапат во складиштата, сега ќе се возат со црвени таблички. Не се само тие, продадени биле и други 30 возила за околу 130.000 евра, со што приходите пораснале за 90% во 2025 година во споредба со 2024. Лани биле наплатени околу 2,62 милиони евра, додека во 2024 изнесувале околу 1,4 милиони евра, покажува годишниот извештај на агенцијата. Уште 384 хаварисани возила биле продадени како старо железо за околу 61.000 евра. Во 2025 година, Агенцијата за управување со одземен имот, што се однесува до остварени приходи, реализирала и наплатила 100% повеќе приходи во однос на 2024. Во 2025 Агенцијата имала 2 пати поголем број на отстапени возила и отстапена разна стока на државни институции и 2 пати повеќе конфискувани недвижности. Во депојата за 12 месеци лани завршиле 126 возила, што ќе се чуваат додека не завршат судските процеси во кои се одземени. Примени се на чување и понатамошно управување вкупно 126 патнички моторни возила, меѓу кои автомобили, комби возила, теренски возила, товарни, мотори, мотоцикли, трактори, запрежни коли и приколки. Минатата година биле продадени 5 недвижности, една во Охрид, една во Чаир, 2 во Киселавода и една во катастарската општина Богородица. Од продажбите биле собрани околу 1,25 милиони евра. Правосилните пресуди во делот на конфискацијата на противправно стекнатат имотна корист како принос од кривичното дело, Агенцијата за управување со одземен имот во периодот од 1.1.2025 до 31.12 изврши наплата на противправно стекната имотна корист во износ од над 25 милиони денари, средства согласно закон кои се уплатени во буџет на Република Македонија. Парите добиени со продажба на недвижностите, околу 1,16 милиони евра, биле префрлени во државниот буџет, а приближно 87.000 евра останале на посебната сметка на агенцијата. Според распределбата, 93% од приходите на продажбата одат во буџетот, а 7% стануваат како сопствен приход на агенцијата.